Значи, Матеј 2 глава беше тука почетокот. Накратко, за да не сме заборавиле нешто, повторно да спомнам, имате група на луѓе кои доаѓаат, ние викаме тројца мудреци, не знаеме колку биле. Биле бајги луѓе, кои доаѓаат, влегуваат во царската палата, и сега сакам да се префрлите малку, замислете дека вие сте во царската палата, цареви, кралици, кралеви и така натаму. Ви доаѓа една група така чести гости, доаѓаат кај вас и ви поставуваат едно многу просто прашање. О, царе, каде е царот? Како ќе се чувствувате? Еј, супер, се родил цар. Неќе да е баш така. Веројатно, како што и пише во Библијата, ова беше шок. Во Библијата, во различни македонски преводи ќе прочитате, Ирод беше вознемирен, Ирод беше возмутен, Ирод беше изнервиран. Затоа што тој беше царот и вие му викате, каде е царот? Одеднаш му кажувате дека тој не е всушност тој таму што треба да биде. Ирод се вознемири, вика. Ова е благо речено, веројатно, не знам зошто го ставиле таму, ама Ирод не се вознемири. Ирод отиде во бес. Од каде знаеме? Па реши да тргне после и гледаме што се тој направи. Отиде, ги распраша луѓето, каде треба да се роди царот, тргна и отиде да го убие. Неговиот став беше многу интересен, како и на многу луѓе денеска што го убиваат Бог, или што сакаат да го убијат Бог. Одете добро, распрашајте се за детето, и штом ќе го најдете, известете ме за да дојдам и јас да му се поклонам. Денеска има мнози на кои викаат, ние истражуваме да видиме дали вистина Бог постои и дали вистина може да му веруваме. Ама јас барем кога што сум видел досега луѓе кои ќе дојдат, кои ќе се соочат со вистинскиот Бог, бараат чаре како да го затрупаат, закритат, замолчат. Ќе видиме зошто малку понатаму. И единственото решение што можеше да го најде Ирод во тоа време беше да изврши геноцид. Беше решен да ги истреби сите кои теоретски можат да му направат проблем со неговиот трон. Каде ќе се роди? Во Витлеем. Пратете војска, истребете ги. Сега, Витлеем не беше град како Скопје. Немојте да мислите дека илјадници деца до 2 годишна возраст били убиени. Историјата ни вика дека во градче како Витлеем, во таа величина, 18 до 30 деца, зависи каква е статистиката. Ама и тоа не е малку. Една цела генерација уништувате во едно село. Во една рурална околина која не може да се оправи од тоа после со години. Од 0 до 2 години. Се сте истребили, се сте убили. Исус ке беше жртвата на тоа. Ако Господ не го предупредеше, како што слушнавме тука од ангелот, Јосиф ја зема Марија, Исус и замина за Египет. И многу се зборуваше 2015, 16, 17 година за Исус како бегалец, за тоа дека Исус беше оној што побегна во друга земја, беше емигрант, дека требаше таму да се снајде и така натаму. Сето тоа беше вистина, само самото по себе, фактот што тој беше во емиграција, ако така смеам да кажам, не го правеше ни подобар, ни полош од другите. Знаете, во 99-та година разговарав со еден човек за времено на косовска криза, повеќето сте помали тука. Има доста луѓе што не ја ни памтат, ама за вас што ја памтите, се сеќавате, Југославија беше бомбардирана, сравната со земја, Косово имаше борба, 300.000 луѓе влега во Македонија. И тогаш со еден човек разговарав, еден многу мудар човек, помудар од мене, далеку помудар, и ми кажа светот денеска има, вика, еден синдром на Давид и Голијат. Кај што сметаат дека ако некој е помалечок, секој пат и мора да биде во право. Значи, самиот факт дека некој бил бегалец, самиот факт дека Исус морал да бега на некое место и да оди, не го правеше дека е во ред или праведен. Да не користиме нешто за друга намена од колку што му беше. Веројатно отидоа во Египет, во Александрија, заради тоа што историјата ни кажува дека таму имаше една голема еврејска популација. Тој си оди таму, се наоѓаат помеѓу своите, живее, од што живеат. Татко му сигурно не отвори продавница. Се сеќавате што им донеса? Злато, миро, смирна. Работи кои беа многу скапи, кои Господ ги даде, има символично значење, но има исто така многу практично значење да може да помогнат, за да може да преживеат додека се таму. Кога Ирод умре, Јосиф си ја зема фамилијата, се врати назад и се сместија сите комплетни се вика тука во Назарет, за да се исполни кажаното од пророкот. Се ова супер, ама основното прашање што јас си го поставам е па што? Што од сето ова? Ако му верувате на евангелистот Јован,
што вика Исус направи толку многу работи, што да се утепавме пишувајќи цел живот, па немаше да можеме да напишеме се што тој направи, зошто Матеј го зима баш ова да го стави внатре? Зошто баш оваа случка? Зошто Ирод мора да влезе внатре? Мора да има причина. И сакам да видиме денеска, да видиме зошто и како го правиме тоа. Јас мислам има неколку причини. Првата причина е затоа што навистина се случило, и втората причина е дека има некаква примена за нас денеска, што сакам јас да ја видиме. Што ни кажува Матеј всушност тука за значењето на Божик и за самиот Исус? Сега ние имаме една предност, што нашиот Божик доаѓа 2 недели предходно онај другиот Божик што го слави Западот, и можеме да погледнеме наназад и да критикуваме што правеле они за тоа време. Они дека не критикуваат нас, поминуваше една цела година треба да пројде, ако имаат некоја критика. Следе што се случува во Велика Британија, од некои причини таму ме закачи, и беше многу интересно што се случуваше, само неја ќе ја земам, како една од оние земји кои стварно, да кажеме, христијански требаше да бидат. Сакам да ви прочитам што всушност се случуваше. Во мейл онлайн и во Daily Mail всушност беше. Вели вака: на свештениците им е кажано да ги поправат популарните божикни песни, за да не ги навредат другите религии за време на Божики. Песните како, например, О, дојди Емануел, ви текнува која песна, нели? Ги прикажуваат другите религии како да се наоѓаат надвор од Божјата благодат. Имејлот пратен до диоцезата во Пристол бара: обидете се да ползувате јазик кој нема да доведе до поголема збрка или напнатост, за да не ја задушите добрата вест за раѓањето. Неколку други песни омилени на кралицата Викторија и често пеени во Англија се ставени на листата проблематични песни, бидејќи тврдат дека Исус е Месијата. Со други зборови, ајде да славиме празник, ама да не спомнеме зошто го славиме, нели, празникот. Имаше реакција од некои свештеници. Некој си рекал: па добро, нема проблем, супер ке ние. Имаше луѓе кои реагира. Еден од архиепископите реагираше вака: фала му на Бога. Црквата не сме да им се поклонува на сите модерни трендови. Ако одите на еврејски, хинду или муслимански фестивал, ке барате ли одев да ги сменат стиховите или тврдењата за кои некои ке сметаат оди се проблематични? Најпосле, кој пее божикни песни ако не христијаните? Зошто би пеел божикна песна ако не си на крајот краишта христијаните? Одговорот на ова од врвот на англиканската црква беше: овие химни имаат силна, да вика, нагласка на суперсесионизмот, доктрина која тврди дека христијанството е единствена вистинска религија. Замислете се, вие сте свештеник, бискуп, проповедник на христијанство во христијанска црква, кој вика: ај малку снижете тука, не мора да зборуваме за нашиот Господ. Да не ги навредиме другите. Тоа е една политика која реално се случуваше таму. Имаше луѓе, извинете, морам да ги кажам неколку работи, се мислев дали ама ќе ги спомнам, имаше луѓе кои одговорија нова како една парафраза на оние LGBTQ ствари што ги глупости што ги правеа со слоганот, они викаат: пеј гласно и пеј гордо. Имаме голема традиција и голем Господ. Зошто да не? Во САД и Канада, сега, пред крајот на Бајден, се водеше една голема кампања да се зборува за празнично наместо божикно дрво. Божикно дрво не е во Библијата, значи не би требало да ни значи било што, што е поентата? Кој друг користи божикно дрвце, например, за Божик, освен христијани? Нема, ќе го тргнеме, ќе имаме празнично дрво. И таму. Го слушав говорот на кралот, керчев принцот Чарлс, ама најпосле стана крал тој човек, на кралот Чарлс, нели како глава на црквата во Велика Британија. И на првото слушање, со сузи заедно го слушавме, викам: неле, добро е, окей, очекувавме дека ќе биде бетер. Ама направи нешто после. Ајде, ќе читаме, па забележите. До душа јас во болт сум го ставил, ќе го видите. Како што не подсетува познатата божикна песна еднаш одамна во градот Давидов, нашиот свет спасител дојде на земјата од небото, живееше помеѓу сиромашните и понизните и им ги промени животите на тие со кои се сретна, преку Божјата откупителна љубов. Супер. Не се бунам апсолутно. Тоа е срцевината на расказот за раѓањето Христово. Супер. И неја можеме да ја слушнеме во верувањата на сите големи вери. Вие што знаете малку за исламот, сте чуле негде во исламот Христос се роди да стане спасител на светот? Ја барем не сум чул таква нешто. Во љубовта и милоста на Бог во време на радост и страдање и не повикува да однесеме светлина таму каде што има тема. Малце, па ајде им дадеме дека не сме ексклузивни или ексклузивци. Сето ова, зошто го кажавме, води назад
на она дека секој кој владее денес или секој кој мисли кој владее на некој начин, Христовото царство му е закана. И сакам да го погледнем ова од свој аспект. Зошто? Заради тоа што ова слика тука на измама, страв, крвопролевање, неправда, губење на својот дом и така натаму, го гледаме во светот секој ден. Секој ден. Во денешниве војни не го прават, ја немаат ни таа доблест што имаа за време на Првата или Втората светска војна, барем за Божик да прекинат непријателство. Овој пат не се случи тоа од ни една страна, како сакате, ставете ја тука. Ама, луѓето викаат има неправда во светот, има проблеми во светот, има се. Прашајте некој што го знаете, што е тоа зло и од каде доаѓа. Изборувам како некој кој седна и потрошив околу саат и половина пред некој ден во канцеларија кај мене седнав и копав да ги видам дефинициите на зло. Од каде доаѓа лошото? Војната во Украина е лоша работа. Зошто е лоша? Дајте ми аргумент што и мене ќе ми одговара како и на тој што гине. Зошто е лошо тоа што се случува во Израел или не знам си каде? Зошто е лошо ова што ми се случува мене во Македонија? Прашањево се замачкува. Во основа има две крајности денеска кои може да ги видите. Првата е, виновни за се што е лошо се богатите и мохините. Се што тие прават е лошо. Од друга страна ги имате другите луѓе, вика за се виновни тие што се неморални и неодговорни. Со други зборови, не сум јас крив за ништо. Сите се криви, освен јас. Учењето на Библијата пак е дека изворот на сето зло во човештвото е човековото срце. Твоето, моето срце. Доаѓаме до тука. Реакцијата на царот Ирод на Христос во известна смисла е слика на сите нас. Знаете зошто? Затоа што на престолот може да седи само еден. Не може да бидеме јас и Бог. Не може да биде јас и нешто друго. Не може да биде моето мислење и нешто друго. На престолот има еден цар. Без разлика кој е цар во моето срце, Бог вика, каде сум јас? И ова е контраинтуитивно, контрапродуктивно во денешно општество и контракултурно, ако сакат. Контра на се што го имам. И тоа е интересно, бидејќи од една страна сакаме тие што се малцинство, тие што се слаби да ги направиме хероите во приказната. За времето на комунизмот тоа беше пролетаријатот и капиталистите. Во денешното време се опресори и потиснати. Во денешното време, ако си малцинство, мора да си во право. Зошто мора да си во право? Зошто мора да си во право? Ако грешиш, ако правиш нешто лошо, како може да си во право само затоа што си малку? Проблемот е кој е царот? Кој седи на престолот тук? Кој ќе застане? И затоа не сакаме да бидеме луѓе кои викаат јас сум цар во моето срце и Господ ми е помошник. Тука веќе почнуваат проблемите. Исус вика вака: ако некој дојде кај мене и него намрзи својот татко и мајка, својата жена, своите деца, браките и сестрите, па дури и својата душа, тој не може да биде мој ученик. Овде не зборува, отфрли си го семејството. Поентата е, она што го љубиш, она што ти е главно и примерно, ти е Бог. Се сеќавате, еднаш сум зборувал, Августин зборува за погрешно поставена љубов. Грефе вика погрешно поставена љубов. Не е проблем кога си ја сака жената. Проблем е ако она ти е главната во животот и центарот на се што правиш. Не е проблем кариерата, ако не ти е централното место, децата, што сакате кажете, парите, се една. Затоа што се тоа во еден момент ќе се изгуби и ќе немаш ништо. Тоа е поентата овде. Поентата е јас ќе ти бидам на престолот, ако сакаш за вечност да имаш нешто. И тука е таа закана за што ја гледаме. Во Римјаните 8 глава, 7 и 8 стих, Павле вика дека во нашата природна состојба, човечкиот ум е вика во состојба на непријателство со Бог. Едноставно. Затоа што не сака да му се подчини, вика, на Божиот закон. Во крајна сметка, ние сакаме сите да бидеме видени како добри.
како кооперативни, како некој кој се супер си поминува со другите, како центар на забавата, како некој кој ќе биде одличен, што сите ќе го фалат и сите ќе му викаат супер. А истовремено, сакаме да кажеме, никој мене нема да ми каже што јас ќе правам. Јас сум си господарот на се тука. Овде. Има многу причини зашто ние баш и не живееме толку себично во светот. Затоа што ако ти си себичен према едниот, тој ќе биде себичен према тебе и на крајот ништо не можеш да направиш. Реално. Ама, вистината е дека Бог сака онда ја земе власта. Онда го земе тоа што го прави. Тука, според Библијата, во крајна сметка злото во светот произлегува од себичноста, самоправедноста, окупираноста со самите себе си. И сакам да отидам чекор натаму и сакам само да поставам едно многу просто, едноставно прашање. Дали секој од нас е еден малечок Ирод? Дали јас и ти сме тој мал Ирод кој се плаши кога ќе му го постават прашањето каде е царот? Дали викаме, зар ти сакаш мене да ми го земеш тоа што сум јас, моето царство, мојата власт, јас и раководам најдобро со се. Сакаме да владееме. Ние се смееме, нели, често пати во цртаните, ево, еден куп цртани има, што прават оние злобните мастермајнди? Цело време барат начин како, што да направат? Како да завладеат со светот, како да бидат главни, како да успеат во нешто. Сите тоа супер. Нели се обидуваат таму. Зошто? Јас да бидам на престол. Никој друг освен јас овде. И ни едно срце само по себе нема да го побара Господ да се смени. И затоа Библијата вика нема праведен ниту еден, нема разумен, нема кој да го бара Бога. И луѓето викаат не е ова вистина. Народ го бара Бог, луѓето го бараат Господ, сите го сакаат Господ, сите сакаат да го најдат, па нели на празници одат сите во црква, сите се собираат таму. Како е тоа можно? Ако ми дозволите, ќе ви предложам две работи за кои сакам да размислите малку посериозно, ако ништо друго, овој Божики. По теолошки две дистинкции, ќе кажам, две разлики ќе се прават. Првата е оваа. Луѓето ги сакаат нештата кои ги дава Бог. Љубов, помош, сила, простување, среќа, здравје. Ама тоа не значи дека го бараме или сакаме самиот Бог. Или како е автор рекол, сакаме брак од интерес. Како вика луѓето не го бараат Бог? За Божик се сите во црква. Зошто? За здравје, за добро, за берикет, за озон. Стварно. Откај знам дека е така? Јас сум сретнал еден куп луѓе кои викаат не одам во црква, зошто? Ја го молев Господ да ми даде нешто, не ми даде и не ми треба црквата. Јас сакам вака да ми се случи нешто во животот, не ми се случи, затоа не сум во црква. Со други зборови, Боже, ако ти ми направиш оваа работа, ја ќе бидам со тебе. Ако не ми направиш оваа работа, не од. Го бараш Бог? Ова не е барање на Бог. Ова е барање на полза. Ова е брак од интерес, како што сум го запишал таму, иако можда лошо звучи. Или ќе ми дадеш тоа што ми треба, ништо не ме интересира. Пак ќе кажам, еден куп луѓе вика, ја не одам у црква заради тоа и тоа. Чекај, стварно. Па нели во црква одиш да го бараш Бог? Нели сакаш таму да научиш повеќе за него? Ако фактот што Бог не ти го направил кефот, ти е причината веќе да не го бараш, тоа што ти вистински не си го барал. Вториот аргумент што го дава доста теолози ова. Може би луѓето го бараат Бог, ама сакаат да најдат таков Бог како што тие си го замислуваат. Ама не го бараат оној Бог како што е откриен во Библијата. Може еден тест, знамо ти сте на распуст. Децава се на распуст, ние сме уште во време на славење и така натаму. Едно многу просто прашање. Кој што е овде, тука собран денеска верува во Бог? Ајде. Нема никој што дошол на црква што каже јас сум во црква, не верувам во Бог. Ајде да го промениме ова малце сега. Ова е погрешно прашање. Кој верува во Бог? Вистинското прашање е ова. Колку мина тука веруваат во Богот на Библијата, кој вели дека ниеден греф нема да помине неказнет, кој вели дека ако не го прифатиш Христос како спасител за вечност ќе бидеш осуден. Не ве терам да дигнете рака. Ама сум сигурен дека помалку луѓе ќе ја дигнат. Знаете зошто? Оти ние сакаме да бидеме на престолот и да кажеме ние ќе имаме ваков Бог. И спрема него ние ќе одиме натаму. И ова ни покажува
една тајна вистина за Божи. Ке оваа мрачна епизода, ако сакате, на насилна страст за Ирод, за моќ, покажува кон нашата природна одбојност, па дури и омраза кон барањата што Бог ни ги поставува во нас. Бог вика, бара, сакам честен живот. Нема проблем, Господи, ако ми го дадеш тоа. Сакам да ме послушаш, супер, ако ова и ова се случи. Бог вика, направи го безусловно, ќе ти го дадам тоа што ти треба. Направи го безусловно, и јас ќе си го направам мојот дел. Сега, ако Господ, ако Исус, ова бебе што се роди нели на Божик, е вистинскиот Бог, тогаш за да го бараме мора надприродно да бидеме променети. Оно што Библијата вика, Божиот Свети Дух ќе дејства во нас за да не натера да можеме да одиме таму. На кај него. Читете на крај краишта Римјаните од 1 до 5 глава. Па ќе видите што се таму спомнува. Каде е вистинскиот цар? Каде е царот? Едно многу вознемирувачко прашање. Можда не ви се верува за ова. Сакам неколку работи да спомнам. Пак ја речам, читам, доста ми треба за некои други работи, читав некои ствари, ама има длабока. Како и да го завртите човек? Има една длабока, длабоко непријателство, пак ја речам, спроти Бог во срцето. Ако не си сигурен за христијанството, ако не ти е јасно дали стварно христијанството вреди или не, размисли за ова. Или веруваш во Бог како што Бог бара, или не си објективен, не си реален, не си честен према себе си. Јас верувам во Бог, ама верувам на свој начин. Ти не можеш да кажеш, јас му се поклонувам на овој цар и не му се поклонувам на овој цар. Овој владее над мене или овој не владее над мене. Овој закон важи за мене или не важи за мене. Или комплет, или ништо. Има еден многу интересен филозоф, Томас Нагел, напише на едно место вака, вика, зборувам за страф од самата религија. Тој само за себе зборува, вика, зборувам од искуство, затоа што самиот силно страдам од тој страф. Сакам атеизмот да е вистина и не ми е пријатно што некои од најинтелигентните и најначитаните луѓе што ги познавам се религиозни и верници. Не само што не верувам во Бог, и природно се надевам дека сум во право. Јас се надевам дека нема Бог. Се надевам дека некаде нема некаков Бог. Не сакам вселената да е таква, да ме теистичка со Бог. Предпоставам дека мојот проблем со космичкиот авторитет не е реткост. Со други зборови, човекот кога се буни против Бог, се буни против нечи авторитет. Кој си ти да ми кажеш што да правам? Доаѓа Божик, се раѓа дете. Го имаме тука помеѓу нас, викаме Бог, отелотворен доаѓа. Нешто шокантно, она Никола што го спомна. Дете се родило, па ние сме восхитени, полудуваме од радост. Просто не ни се верува дека може ова да се случи. Мене да ми се случи. Гледав пред некој ден мали слики од детството, од моите деца малечки. Зарем ова можно? Си викаш. И тој Бог доаѓа. Тој е тука помеѓу нас и ти викаш, јас не сакам да те следам. Едноставно, тоа оди тука. Ама, ако мислиш дека си верник, дека стварно одиш по Господ и викаш, ова не е вистина за мене, ајде да поставаме на друго прашање. Колку брзо забораваш, или колку брзо да заборавам кога Бог ќе одговори на молитва? Бог ќе одговори на молитва, денес се мола, со време ќе одговори на молитва, викам, фала ти Господи, ова никој пати не ти го заборавам. До утре. И утре пак, Господи, пати не ми го вршиш она што ми не ми треба. Ако сум јас единствен што така прави, простете, верувам дека сите го правиме истото. Ќе бараме додека не добиеме и ќе заборавиме штом ќе добиеме што бараме. Многу брзо ги тргаме тие ствари. И интересно е дека овој цар што доаѓа во слабост. И сакам да зборувам за слабоста на христијанското царство тука, за разлика од она на Ирод. Ирод во историјата е познат како еден од најкрволочните цареви во тоа време. Што убил 30 деца, чудо голем, они знаеле да истреба цели градови и села. Ама Ирод тргнал против својата фамилија. Своји деца има убиени, своји најблиски родни браќа има убиени. Читате историјата. Зошто? Да не му го земе некој царството. И се појавил сега тука еден Христос, некој дете таму се родило во штала. Тој беше првиот што тргна против него. И интересно е дека кога гледате Исус како цар не се однесуваше како што би очекувале да се однесува вистински цар. Академски некој си таму заслуги немаше. Барем не гледаме. Немаше социјален статус. Знаете, кога се врати Јосиф од Египет, се врати каде? Во Назарет. Го слушнавте или го читавме Матеј 2 глава. Се вратија во Назарет во, замислете го, најдалечното и најздатуцаното место во Македонија што може да ви падне на памет.
До пред неколку години археолозите не може да го откопаат, не знае каде. Замислете го најутепаното место што сте го видели у Македонија. Мене ми паѓаат на памет неколку, мајда не спомнам, можда има некој од таму, па ќе ми се наѓути после. Не смеам да кажам. Има места кога стигна во тоа место, во тоа мало градче, реков, каде е центарот? Ми вика, па ти тука си. Ја не знаеш дека сум таму. Во Македонија. Сега. Не само што се роди во штала, порасна како назареќанин, и во прво Јован може да видите што всушност тоа вистински значеше. Знаете зашто? Затоа што во Евангелието по Јован во прва глава, кога доаѓа Натанаел, се сеќавате кај му кажуваат, го најдовме Месијата, вика од Назарет доаѓа. Од Назарет не може да дојде ништо добро. Од таму не идат добрите, паметните луѓе. Толку е. Доаѓаш од погрешно место, од погрешна фамилија, немаше никакви, да кажеме, некакви си таму заслуги или титули. Се што го имаше, Исус оди контра на нашиот импулс за тоа како треба да биде царот. Ние денеска се смееме, барем јас се смеам, кога ќе чујам една личност која се ожени, се омажи во царско семејство, и до ден денес се труди да се покаже како кралица нега. Се знаете за кој зборувам, да не спомнувам имија, нели? Која се обидува цело време да биде во центарот, видете ме која сум јас. Чудо голем. Таму. Не го направи тоа. Беше контра се ова што го имаше. И во светот денеска луѓето рачунаат, знаете, цело време размислувањето е следното. Ако сакаш да ги добиеш одговорите, ќе мора да ги најдеш на некое високо место. За нас во Македонија повеќе не интересира што ќе каже некој во Вашингтон, отколку што ќе каже некој во Велес. Например, или во Виници, или во некое такво мало вратче. Ако некој треба да ни каже нешто што е вистина, мора да дојде од Харвард, не може да дојде од Славијански факултет таму од Свети Николе. Ние бараме луѓе што имаат академија, ние бараме луѓе што кажат, леле, гледај, од кај доаѓа тоа. Интересно е дека Бог кога ја даде својата порака на луѓето, не ја даде и не започна од најголемите нации во тоа време, од египтяните, римјаните, асирците, вавилонците, зема евреи. Една презрена, никаква раса, шака народ некаде таму, им рече преку вас ќе му се објавам на светот. Знаете зошто? Затоа што сакам во вашата слабост да се види мојата сила. А евреите помислеа, Бог е со нас, кој може ништо не направи, нас и тргна да прават белја. Во старо време, ако видите, па и денеска во многу култури, најстариот син, првиот син добиваше практично се. Вториот или помалите веќе нема никаков социјален статус. Ај погледнете Библијата како работи Бог. Погледнете само. Прво преку Авел, не преку Каин. Преку Исак, не преку Ишмаел. Ако видите, преку Јаков, не преку Есав, преку Ефраим, не Манасија, преку Давид, не преку другите браќа негови. Стално го зима онај што е второ место. Зашто второ место? Дори се сеќавате кога зборуват за Захарија, кога си имаш еден свештеник. Ништо посебно. Еден обичен човек го зема Господ да направи нешто моќно, силно и големо. Зошто? Заради тоа што Бог сака да го искористи тоа што народот го гледа како бедно, никакво, за да може да ја покаже својата слава. Во времето кога жените се вредуваа за тоа колку деца имаат, колку субави, колку се богати и така натаму, погледнете ја Библијата пак. Бог ја избира Сара наместо Агар. Избира Леја, не Рахела. Ке ги видите таму. За Леја дури се вика дека беше грда. Бог ја избра неа наместо ја избра Ребека што не може да има деца, Хана што не можеше да има деца, жената на Самсон, мајката на Самсон што не можеше да има деца, Елизабета, мајката на Јован Крстител која не можеше да има деца. Бог ги избра оние што светот вика кои се овие. И Бог вика овие се тие што ќе ме прогласат мене и што ќе ме направат да ме види целиот свет. Затоа сме тука ти и јас. Не оти сме најпаметните, најголемите, најумните, најмудрите, туку затоа што имаме цар кој е над сите. И тука е поентата. Зошто Бог не ги сака губитниците во таа смисла, ако мислите. Бог е за лузери. Не. Бог, оно што сака да го покаже е дека секоја друга религија, секоја филозофија која може да видите, бара од човекот една многу едноставна работа. Стегни се, биди најдобар. Некој ќе пости 30 дена, некој 40 дена, некој 60 дена ќе испости. Некој на колена ќе ги помине сите 12 станици на крстот, таму горе во Меѓугорјете, гледате ја што направи. Некој во сред Израел, кога ќе дојде Велиден, ќе стави крст на себе и ќе оди по улиците, гледате што правам за да ви покажам колку Господ треба ме сака за да ме спаси. Бог вика ништо од ова не ви треба. Ништо. Јас
ќе ви дадам нешто друго. Јас ќе ви дадам моќ во вашата слабост, во тоа кога никој не ве гледа како важни, како јаки, како силни. Учениците што беа околу Исус вика: Исусе, ајде воспостави царство, парламент, ние внатре во него, од десна, од лева страна ќе седиме. Тоа беше, се сеќавате, да не го повторувам тоа. Исус вика: вие не знаете што барате. Јас ќе покажам својата моќ преку мојата слабост. И кога го зацарија, не го зацарија на престол, го заковаа на крст. Тоа беше силата на христијанството. Што не заврши со крстот. Што царот даде да застане и помина натаму. Исус ќе дојде втор пат. Кога ќе го помири, вика, светот со себе си и кога ќе ги суди живите и мртвите. Тогаш нема да дојде за на крст. Тогаш ќе дојде стварно за да седне на престол. И сакам да завршам за 2 минутки сега. Сакам една утеха и еден предизвик да ви дадам. 2 работи со кои сакам да завршим. Утехата е оваа. Седно ми е кој си, седно ми е каков си, седно ми е која позадина имаме, седно ми е колку имаме, колку немаме, како не гледат комшиите, како ве гледат комшиите. Апсолутно е седно. Читав една книга и еден автор вика: седно ми е дури ако си на платен список на пеколот. Христос дојде за да стане твој цар и да те смени на цело. Тоа е основата на Божики. Кога се каеме, кога доаѓаме кај Господ преку Исус, не само што Бог не прифаќа и ќе работи преку нашиот живот, туку сите мои слабости ќе ги дополни за да може да работи преку мене. Тоа е убавата порака на Божик, бидејќи тоа го прави низ цела историја од моментот кога беше роден. Ама ева го и предизвикот. Нас ни требаат христијани на секое место во општеството. Од академија, во болница, во на правен факултет, во суд, во земјоделие, во продавница, било каде. Односно, христијанството очекува од секој од нас, сите што сме тука, да живееме како Христос, да ни е цар таму каде што Бог не поставил. Таму каде што сме ние, таму сме поставени како мисионери, таму сме поставени како проповедници, таму сме поставени како емисари на тој голем цар кој се роди на Божики. Тоа е предизвикот. Ние треба да го живееме на тој начин. Нашето искушение е, кога ќе не стават на позиција, кога ќе не стават на пиедестал, кога ќе не стават да бидеме популарни на некој начин во животот, да помислиме дека ние сме царевите. Дека ние седиме на престол. Не седиме. Христијанинот кој разбира зошто е Божик, може да биде ослободен од сето тоа. Затоа што Божик ни вика дека успех не е да се родиш во најскапата болница, во најскапиот Кашмир, со најдобрите доктори, кај што се ќе биде совршено и кај што ќе почнеш животот човекот со сребрена лажичка во уста. Тој ти вика: успехот во животот е кога ќе ме прифатиш мене, роден во штала, распнат на крст, воскреснат, цар на сите. Е тогаш ќе го имаш успехот не заради себе, заради мене. И тоа е ослободувањето. Каде е царот? Емануел вика: Бог со нас. Ви текнува тоа? Емануел исто така Бог во нас, преку неговиот Свети Дух. Христос се роди. Амин.